Земјоделци од Струмичко Пиперево се жалат дека државата ќе ги остави без екзистенција, откако по 20 години користење им ја одзема земјата што ја обработувале. Станува збор за државно земјиште што го користеле под закуп, а на кое подигнале и пластеници со метална конструкција. Минатата година Министерството за земјоделство распишало јавен оглас за закуп на земјиштето на 30 години. На конкурсот се јавиле и градинарите од Пиперево, но иако ги исполнувале сите услови, не го добиле земјиштето. Изгубиле поради пониска понудена цена, а целата земја ја добил еден човек. Аплицирах јазака, беше наведено, што треба да биде апликантот, да исполнува условите, да биде најмалку 5 години да зема субвенции, да има регистриран трактор, сите машинери, јас тие услови ги исполних и аплицирах. Бев одбиен поради помаленка понуда. И така да сега сакат да не вадат од земјиштето. Не ми е јасна работата, Министерството не изгледа доволно запознаето. Земјоделците велат дека во моментов на земјиштето имаат поединечни инвестиции од преку 12.000 евра, бидејќи пластениците се засадени. Велат дека нема да се откажат и правдата ќе ја бараат и на суд. Јас барам да му слободно да се работам нивото на слободно. И да не тука спречуват и тука прават проблеми на нивото. 5 месец доаѓа, стопираме не знам да се мера. Сега доаѓа со некој си таму кај обезбедување некој доаѓа, мерија, золеми мерија и се наоѓа јас. Ние беме против да се мерја, спирах ово некој работи ќе мера, има право да мера. Така. Како ќе го отерате случајот? Ќе тужите? Ќе тужим. Заедно ќе тужите? Сите заедно ќе тужим. Кого ќе го тужите за Министерството? Па и Министерството и Стојан ќе го тужим. Од Министерството за земјоделство одговорија дека нема ништо спорно во огласот. Новиот закупец конкурирал во дадениот рок и имал уредна документација. Велат дека земјоделците проблемот со подигнатите пластеници врз земјиштето можат да го решат директно со новиот корисник, ако успеат да најдат заедничко решение.